Добар ден, драги ученици. Јас сум вашиот наставник по историја, Горан Потрагански. Работам во Основното училиште Свети Кирил и Методи Струмица. Денеска ќе зборуваме за историја, 6-то оделение. Ќе зборуваме за една доста интересна тема, која што многу често е обработувана во светската историја. Ќе зборуваме за римската држава. Во темата што ќе работиме денес за римската држава, ќе зборуваме за внатрешните борби во таа римска држава. Претходно учевме дека римска држава била една огромна територија, која што имала голем број населани, имала робови и една посебна категорија на робови кои што бил наречена гладиатори. Гладиаторите се робови кои што биле млади, силни момци, кои што морале да војуваат, кои што морале помеѓу себе да се борат за забава на богатите. Ке зборуваме за Спартаковото востание, најпознатото востание на робовите, на гладиаторите, кои што всушност имале за цел да се ослободат од власта на римјаните, да живеат послободно, бидејќи живееле мизерно. Малку биле хранети, многу работеле, малку биле облекувани. Ке зборуваме за слабењето на таа римска држава и за појавата на колонатот. Ке одиме едно по едно, ке почнеме први со положбата на селаните и на робовите. На првиот слајд кој што го гледате вие пред вас, ја имате положбата на селаните и на робовите. Селаните во овој случај биле најбројно население во римската држава, работеле се и сешто, работеле земјоделие и сточарство, односно биле слободна категорија на луѓе, немале некои позадолжителни обврски, но како единствена обврска кон државата им биле да служат војска. Најбројно население, работеле земјоделие и сточарство, а како обврска кон државата имале да служат војска. Освен селаните, во таа римска држава живееле и робовите. Робовите самото име кажува дека робовите се всушност заробеници кои што најчесто биле заробени во битките против Рим, ги преживеале тие битки, биле заробени и биле однесени во Рим. Робовите ја работеле најтешката работа. Освен тоа што ја работеле најтешката работа, малку биле хранети и малку биле облекувани. Робовите, една посебна категорија од робовите се гладиаторите. Гладиаторите се посебен вид на робови, млади, силни робови кои што морале да се борат до смрт заради забава на богатите. Гладиаторите всушност се една категорија која што била во најлоши услови, бидејќи освен тоа што морале помеѓу себе да се борат до смрт за забава на богатите, тие морале да се борат и против диви животни. Ова е на првиот слајд од тоа што вие го гледате во моментот за положбата на селаните и на робовите. Треба да знаеме дека имаме две категории на селани, слободни и неслободни селани. Слободни се селаните, а всушност робовите се неслободна категорија на население кој што живеело во таа римска држава. На вториот слајд го имате гладиаторот како изгледал. Гладиаторот е оној кој што морал да се бори за забава на богатите. На овој слајд го имаме како изгледал гладиаторот. На редниот слајд кој што вие го добивте го имате Спартаковото востание. Самото име кажува дека тоа е востание кое што било окренато против римската легија. Пред се, поради тешката положба, робовите во Рим постојано кревале востание. Тие, освен тоа што кревале востанија, сакале ослободување од таа нивна положба која што се нашле во римската држава. Најпознато од сите тие востанија кои што ги кревале против Рим било Спартаковото востание. Во првиот век пред нашата ера најпознато востание било Спартаковото востание. Овде Спартак бил гладиатор кој што собрал околу себе неколку своји пријатели робови и се засолнил заедно со нив на планината Везов. Спартак бил роб кој што бил заробен во битките кои што Рим ги водел, бил однесен во Рим, но поради тоа што бил силен, што бил храбар, бил направен од неговите сопственици, бил направен да биде гладиатор, односно да се бори за забава на богатите. Овој живот кој што морал да го живее таму во Рим, го натерал заедно со своите пријатели да крене востание во првиот век пред нашата ера и да се засолни на планината Везов. Ова Спартакова востание всушност почнува со само 70 робови.
Неговите најблиски пријатели со кои што делел и добро и лошо биле 70 робови. Тие 70 робови, кога се засолниле на планината Везув, на почетокот имале неколку успеси против легијата, но на крај биле поразени и сите биле убиени. Значено е тоа да се каже дека востанието на Спартак почнува со само 70 робови, а на крајот биле поразени 6000 робови. Значајно е тоа што 6000 робови биле убиени од самата римска легија. Биле убиени робовите кои што подоцна ќе зборуваме за тоа колку се значајни за економијата во таа римска држава. Тие 6000 робови биле убиени од римската војска, но подоцна ќе направи голем проблем тоа што поради немањето на робови ќе нема кој да ја обработува земјата. Во Спартаковото востание почнуваат 70 робови, а завршуваат со убиство на 6000 робови. Овде на овој слайд ја гледаме гладиаторската борба, како изгледа една гладиаторска борба помеѓу гладиатори кои што морале да се борат за ова на богатите, но и помеѓу гладиатори со диви животни. Во оваа ситуација ја гледаме гладиаторската борба, каде што имаме борба и помеѓу луѓе, гладиатори, но и помеѓу диви животни. На наредниот слайд, кој што вие го добивте, е сушност слабењето на таа римска држава. Знаете, и учевме дека една држава мора некој да ја создаде, мора некој да ја засврсти и на крајот секогаш, најчесто во историјата, една држава пропаѓа. Во овој случај римската држава почнува да слабее заради тоа што кога имаме нови територии и освојуваме, има и нови богатства кои што можеле да ја подкрепат економијата на Рим и на својата држава. Со самото тоа што државата слабее на воен план, нема нови освојувања, нема нови области кои што се освоени и нема нови богатства кои што доаѓаат во Рим. Една и најглавна причина за слабењето на државата е тоа што кога нема нови територии, кога нема нови воени успеси, нема богатство кое што би ја подкрепило државата. Со самото тоа што државата слабее на воен план, слабее и економијата во државата. Како втора и многу значајна причина е тоа што робовите во овој случај се незаинтересирани за земјата која што ја работат, а и многумина биле убиени при Спартаковото востание. Робовите се незаинтересирани за земјата која што ја работат, ги кршеле, ги оштетувале алатките со кои што ја обработувале земјата, а и многумина биле убиени при Спартаковото востание. Значено и тоа да кажеме дека робовите биле убиени заради тоа Спартаково востание. 6000 робови биле убиени при Спартаковото востание. Слабењето на државата всушност ќе доведе до појава на колонат. Колонатот е една состојба во која што во римската држава, заради слабењето на државата, човекот зема под наем земја на користење од државата, плаќа на државата данок за користењето на имотот од државата. Ова е една од најглавните причини за слабењето на државата. На наредниот слайд вие за дома ќе изработите истражување од интернет на кое што ќе изработите Word документ. Тој Word документ ќе биде изработен со есеј за најважните работи за римскиот Колосеум, кога е изграден, колку луѓе се собираат во амфитеатарот и така натаму. Изработката нека биде во Word документ, бидејќи на овој начин можете во секое време да го преправите документот, а во исто време ќе истражите за римскиот Колосеум. Римскиот Колосеум е една грандиозна изградба, еден грандиозен споменик од овој период. Ќе истражите, ќе видите кога е изграден, ќе видите колку луѓе се собираат во амфитеатарот и така натаму. Ова беше се за денес, за внатрешните борби во римската држава. Се надевам дека успеавме нешто да научиме, да го збогатиме нашето знаење, бидејќи зборувавме за Спартаковото востание, се запознавме за населението во Рим, дека било поделено на слободни и неслободни. Слободни се оние кои што работеле тоа што го сакале, но имале обврска да војуваат за државата. И на овој начин зборувавме за гладиаторските битки. Гладиатори рековме дека се луѓе кои што морале да се борат заради забава на богатите. Ова Спартаковото востание ќе доведе до
слабење на државата. Ке имаме појава на колонат во кој што сопствениците ќе мораат под наем да изнаемат земја која што ја работат, а всушност плаќаат данок на државата. Се надевам дека беше интересен овој краток час денеска. Ќе продолжиме и понатаму. За домашна работа, уште еднаш повторувам, имате Word документ со есеј за најважните работи за Римскиот Колосеум. Кога е изграден, колку луѓе се собираат во амфитеатарот и така натаму. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме за скоро. Ќе продолжиме со оваа настава. До гледање.